Заклучокот е дека Бог навистина дојде во човечко тело. Тој е Емануел, што значи Бог помеѓу нас. Ако некои историчари се срамат и се плашат да зборуваат за најмаркантната и најважната личност во историјата, тогаш ние никако не треба ни да се плашиме, ни да се срамиме од вистината, туку како што раните христијани го проповедаат целото Евангелие, секој стигнувајќи да зборат за воскресението на Исус, така и ние денес треба да го правиме тоа, храбро и јасно. Воскресението е крајниот доказ дека Христос навистина е Спасителот кој беше предскажан во Стариот Завет. Тоа е крајниот доказ дека Исус е Бог. Божественоста на Исус е потврдена со неговото воскресение. И го што прочитавме тука, и од двата случаи гледаме дека за Исус, неговиот живот, неговите страдања, смртта на крстот, воскресението, се беше предскажано во Стариот Завет од пророците и од писателите на Стариот Завет. Еве како Павле го објаснува Евангелието и важноста на воскресението. Слушнете внимателно од 1 Коринќаните 15 глава. Ќе прочитам. Е многу важен дел за самото Евангелие и за воскресението, неговата важност. Зашто најправим ви го предадов она што го бев и примил, Павле им зборува на коринќаните, дека Христос умре за нашите гревови според писмата, дека беше погребан, дека воскресна на третиот ден според писмата, според Стариот Завет, дека му се јави на Кифа, тоа е на Петар, потоа и на 12 теми. Потоа им се јави едновремено на повеќе од 500 браќа, од кои повеќето се живи до денес, а некои починаат. Потоа му се јави на Јаков, потем на сите апостоли, а потоа ми се јави и мене, како на некој недоносче. Но, ако проповедаме дека Христос воскресна од мртвите, како некои меѓу вас велат дека нема воскресение на мртвите? Ако нема воскресение на мртвите, тогаш ни Христос не воскреснал. А ако Христос не воскреснал, тогаш залудна е нашата проповед, залудна е и вашата вера. Ако навистина мртвите не воскреснуваат, се наоѓаме како лажни Божји сведоци, бидејќи сведочиме за Бог дека го воскресна Христа, кога не го воскреснал. Зашто ако мртвите не воскреснуваат, ни Христос не воскреснал. А ако Христос не воскреснал, суетна е вашата вера, вие се уште сте во вашите гревови. Тогаш и оние кои починале во Христос загинале. Ако само во овој живот се надеваме на Христос, ќе бевме за жалење повеќе од сите други луѓе. Но сега Христос воскресна од мртвите, како првина на оние кои починале. Важноста на воскресението. Ако го извадиме воскресението од Библијата, од христијанство, немаме христијанство. Павле вика, залудна е вашата вера. Вика, ако ние се надевавме на Христос само сега, овој живот, ние сме за жалење повеќе од сите други луѓе. Но Христос навистина воскресе. А и ќе бевме во нашите гревови. И тука се наметнува едно друго прашање. Се надоврземе од овој текст, уште на неколку работи. Што предходеше на воскресението? Лесно прашање. Крстот, односно Христовото страдање и смртта на крстот. Што ги каже некој, да се вратиме кој нашиот замислен традиционален верник, што ги каже некој традиционален верник ако го прашаме зошто умре Христос? За здравје. Морам да кажам дека од моето искуство ова е име потешко прашање од првото на луѓето, ама доста од нив ќе кажат правилно дека Исус умре да плати за нашите гревови. Некои ќе кажат за здравје. Ама мислам дека повеќето знаат. Ако го запрашаме нашиот замислен традиционален верник, дали ти си грешен, тој би одговорил потврдно. Од моје искуство никој досега не ми
има кажано директно дека верувал ти е безгрешен. Некои типове алудирале на тоа, ама ако ги прашаш дали смета дека се совршени, ќе кажат, па не. Значи, ако не се луди, или ако не се припадни, се рече на некои источни религии, New Age верувања, кои немаат концепт баш за грев, луѓето кажуваат ти се грешен. Меѓутоа треба да се нагласи дека дури некој да нема концепт за грев во неговото верување, тоа не значи дека е безгрешен. И да се вратиме пак на тоа што претходно го зборевме. Изгледа дека традиционалните и нановородените христијани имаат исти верувања по основ на овие важни работи, по основ на воскресението, смртта, страдањето на Исус и по тоа дали јас лично сум грешен. Тоа што е разликата. Претходно зборев за првата разлика, сега за втората разлика помеѓу традиционалниот и нановородениот христијани е тоа што првите не ја сваќаат величината на Христовата жртва и на неговата љубов. Зошто? Затоа што не ја сваќаат реалноста и величината на човековиот и собствениот грев. Тоа значи дека не сваќаат што Бог мисли за гревот. Тоест не го сваќаат Божиот гнев спрема гревот и спрема грешникот. Луѓето јако се свесни дека се грешни, не го сваќаат тоа како нешто сериозно, туку повторно како некој мит. Класични изјави од тој тип се да, грешен сум, ама тоа и не е толку реално и важно. Сите сме грешни, јас и не сум толку лош, никого не сум убил, има и полоши од мене. Чиста класика. Но на Бог гревот му е многу реален и многу важен. Зошто? И како што го прочитаме од 1 Коринтијаните, Павле рече, ако Христос не е воскресно, вие се уште ќе бевте во вашите гревови. На Бог му е важен гревот. Зошто му е важен? Затоа што поради гревот човекот е одвоен од Бог. Човекот е изгубен и оди во пропаст, во пекол. Како тогаш човекот да биде повторно со Бог, ако знаеме дека Бог многу реално го сваќа гревот? Тој кажува дека казната за гревот е смрт, пропаст, вечна, пекол, не само физичка смрт. Како тогаш човекот кој не може да се спаси сам, бидејќи Библијата кажува дека човекот не може сам да се спаси, како тогаш тој кој што е безпомошен, осуден на смрт поради гревот, бидејќи сите луѓе се грешни, како тогаш може повторно да биде со Бог? Гревот мора да се казни. Кој ќе го плати? Пошто е мој грев, сите се грешни, јас сум грешен, мој грев, казна за гревот смрт, можам да речем, мој грев, моја казна, јас ќе го платам. Да, ама не заборавајте, казната е смрт. Вечна одвоеност од Бог, пекол, пропаст. Тогаш се прашуваме, има ли некој друг кој што може да плати наместо мене? Ти не можеш, ти не. Вие имате ваш грев, кој пак ќе плати за вас. Ако веќе плаќа, некој мора да биде безгрешен. Ама за да плати за сите луѓе од сите времења, треба да биде безкрајен. Кој е безгрешен и безкрајен? Бог. Ама Бог, за да плати добро може, ама казната е смрт, може ли Бог да умре? Како може Бог, вечниот Бог, да умре? Тоа е абсурдно. Затоа Божиот план за спасение е величествен, полн со љубов, понизност. Бог да дојде во човечко тело, да пострада, за да умре за нас, е нешто фасцинантно. Нешто свежо секој пат. Божјата љубов, кога зборуваме за таа жртва, за Божјата љубов на крст, тоа што Бог го има направено за тебе и за мене, секој пат ме преплавува, ме фасцинира. Сакам да ви покажам неколку слики од, ако може Филипките му, од една икона. Не знам како се вика, не знам дали ја гледате баш убаво. Де, брат, свртја втора да видим дали појасно. Океј. Добро. Што се забележува, нема да се задржам, нит па знам кој е официјалното толкување на иконата,
на мене ми остави впечаток и јас ќе давам мое толкување, бидејќи е многу интересно што се гледа. Дека ова не е обичен настан. Како гледаме дека не е обичен настан? По тоа што гледаме луѓе долу, го гледаме нели Исус на крстот, гледаме луѓе долу, го оплакуваат, нели? Тажни. И гледаме ангели. Ова не е обичен настан. Тука тоа што се случи на крстот има космичко значење. Тука се вклучени и гледаат во крстот, се вперени очите и на тие кои што се материјални, живи, физички и тие што се духовни битија. Сите очи се вперени на крстот. Што се случува? Што се случува тука? Што е целата поента? Како мислите дека ангелите гледаа на сето тоа? Кога Божиот гнев спрема гревот и грешникот беше излеан на крстот кон безгрешниот негов син. Ангелите молча и гледаа како нивниот Создател страда од раците на грешниците и не можеа да сторат ништо, бидејќи тоа Исус на крстот доброволно го правеше. Тие немаа наредба да делуваат, а само чекаа знак од нивниот Господар за целиот свет да го направат пепел, бришка. Затоа што ако се сеќавате во Гецеманската градина, кога учениците сакаат да го бранат Исус за да не го затворат римјаните, да не го заробат, Исус им рече: чекај. И нели знаеш дека јас можам сега, во овој момент, да викнам 12 легии на ангели. Ние не знаеме колка е таа бројка и која е таа моќ. Зарем ние мислиме дека клинците на крстот го држаа Исус таму? Зарем сме толку наивни да мислиме дека тие безгрешните луѓе, грешните луѓе го раснал, немаше сила против нив. Што го држеше Исус закован на крстот? Клинците ли? Тие што го ставија ли? Не, неговата љубов. Неговата љубов за тебе и за мене. И ангелите гледаа. Светија другот. Размислете зашто Исус дојде во римско време. Ова од филмот Страдание. Размислете зашто Исус дојде во римско време. Јас верувам дека и тоа ја потенцира Божјата љубов. Бидејќи видите, тој не настрада со било каква смрт. Него не го убија од заседа, не го убија на електричен стол, не го убија, сега имаме некои хумани начини на екзекуција, со инекција, безболно, ама тој не дојде во ова време. Тој рече кога времето се исполни, види времето се исполни во римско време, кога на мода, така кажано, или тако беше обичајот, да најголемите противници, пазите, не римските граѓани, бидејќи имаше декрет од императорот дека римски граѓани не смее да виси на крст, бидејќи е срам за империјата. На крст висеа најголемите непријатели на Рим и најголемите разбойници.